Се разбира, ТВ дуел би прифатил на било кој медиум со задоволство. Би сакал само да ви кажам дека не се точни информациите што би биле пренесени. Во текот на вчерашниот ден или денот пред тоа, инспектори од Државниот инспекторат за животна средина, затоа што ние во моментов немаме инспектор за животна средина, биле и извршиле увид во фабриката. Неформални се нивните заклучоци и изјави, но за очекување е дека ќе биде поднесена соодветна пријава за прекршокот кој е направен од трета категорија. Тоа е највисок прекршок што може да го направи некој загадувач, односно оператор. За тоа следува голема казна, но да не преюдицираме, нека си ја вршат надлежните државни органи нивната работа. Јас сакам да ви известам дека тоа што ви го кажав на минатиот состанок, во текот на вчерашниот ден, почитувајќи го принципот за презумпција на невиност, се обратив до јавното обвинителство, не со кривична пријава, туку со информација во која хронолошки ги наведовме сите наши сознанија, проследени со соодветни докази во вид на фотографии и повикување на законските одредби за тоа што се случуваше во фабриката. Па нека проценуваат тие дали има елементи за водење на постапки или не. Чомче, кој го даде налогот Дервен да пере улицата во черен часот? Ние го дадовме налогот, затоа што ни беше кажано дека од сообраќајен аспект би било многу опасно ако остане сообраќајницата со мазут на коловозот на асфалтот, затоа што може да настанат многу сообраќајни несреќи, затоа што предизвикува слизгање на возилата. Нова пресконференција беше побарен одговор зошто чека градежна дозвола за опрема вредна 3 милиони евра 3 години. Јас не можам да ви одговорам на тоа прашање, а еве од стручните служби. Значи вака, во ракописе, ама се надам дека ќе го разберам ракописот, од одделението за урбанизам ви го давам следниот одговор. Значи на барањето на прехранбената индустрија акционерско друштво Благој Ѓорев, архитектонско-урбанистичкиот проект е одобрен на 25.10.2019 година. Идејниот проект е одобрен на 11 декември 2019 година. Се уште акционерското друштво Благој Ѓорев нема доставено основен проект за да добијат одобрение за градење. Значи, вие како новинари ве молам да внимавате на точните искази од моја страна и од страна на загадувачот. Значи, не може без основен проект некој да очекува дека ќе добие одобрение за градба. За да добиете седмица на лото, мора да купите тикети, да отидете да го уплатите во некој објект на лотарија на Македонија. Значи, не е доставен основен проект за надлежните да добијат одобрение за градба и надградба на објектот, за да може да ја инсталираат опремата, разладна кула за во рафинеријата за масло. Додатно има напишано дека не се набавува опрема, па да се обезбедува одобрение за градење, туку спротивно. Прво треба да се добие одобрение за градба, па да се набави соодветната опрема. Така да тие си се сами виновни за погрешниот редослед на нивните постапки. Мора да добијат одобрение, за да добијат одобрение треба да достават уреден основен проект кој ќе биде одобрен од одделението за урбанизам.